Јавните бањи во Скопје ги граделе ориентални неимари. Сите според надворешниот изглед личеле една на друга, но според својата внатрешност. Тие се разликувале. Некои од нив личеле на стари римски бањи, други биле со модерен изглед, но најчесто внатрешноста била ориентална. Во градот постоеле 4 јавни бањи, кои ги посетувале муслиманите и голем дел од христијанското население. Овие 4 бањи имале 18 одделенија за капење со 43 мали корита од кои се земала топлата вода за поливање. Поливањето се вршело со специјални постапки, наречени тасови. Освен корита, во бањите имало и 3 кади и 2 туша. Водата била насочена или од бунари со помош на електромотор или од обични јавни чешми. Во овие бањи имало и 23 кревети за одмор, а имало и простори за потење. Дневно се капеле околу 140 луѓе. Посетата на јавните бањи представувало ритуал со посебни подготовки. Секој носел пешкир, таз за посипување и храна, бидејќи во бањата се останувало по неколку часа. По завршувањето на капењето и парењето се јадело пред бањите, се пиело кафе, клакер и газоза. Честопати во бањите во зимскиот период се правели и вистински гозби со разновидна храна. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја